Информацијата околу состојбата со патните исправи, односно документите, образците и патните исправи и личните документи е одговорност на еден од одделите во Министерството. И тоа е секојдневна работа за која што апсолутно не треба, сега зборувам принципиелно, не треба да биде информирано постојано раководството на Министерството. Тоа е редовно работење. Пропустот настанува во еден од овие оддели кој што практично е задолжен за магацинското работење. Значи тие кои што треба редовно да известуваат за состојбата со патните образци, тука настанува голем пропуст. Тој пропуст понатаму повлекува одговорност од сите чинители во моментот во Министерството, вклучително и јас чувствувам одговорност како дополнителна, иако по некои правила немам одговорност, но чувствувам одговорност затоа што една од обврските на Министерството да издава документи, патни исправи и лични документи за граѓаните не ја исполнува навремено. Ако главната одговорност ја лоцирате во лошо, неодговорно магацинско работење, санкционирање некој веќе? Колку што ја знам, не. Дел од тие кои што се одговорни, беа во тој момент одговорни кога настанува проблемот, дури се и наградени од страна на министерот Чулев. Еден од одговорните во тој момент за магацинско работење е сега негов личен советник, а другиот е началник на организиран криминал унапреден. Јас искрено жалам што за ова прашање, сега кога веќе зборуваме за лична одговорност, двајцата бевме известени на почетокот на месец јануари од страна на одделите кои што се задолжени за издавање на лични документи и патни исправи за граѓаните. Од тогаш до сега, прв состанок во поширок состав, на кој што беше алармирано за ова прашање, беше дури во понеделникот. Палката е кај него, тој многу често милува да каже дека е министер и дека тој управува со Министерството, но во овој случај, освен што ја префрла одговорноста на некој друг, јас не гледам проактивна улога од него.